Добро вечер. Еврејската заедница во Македонија неделава ја одбележа 69 годишнината од депортирањето на евреите од Македонија во фашистичкиот логор Треблинка. 7144 мажи, жени, деца, фашистичкиот окупатор во Скопје, Битола во Штип, ги откорна од нивните домови. Им ги уништи секојдневието, соништата, животите. Човештвото ова не го заборави, евреите особено. Но човештвото како да ништо или сосема малку научи од масовните злодела. Или Виктор Мизрахи е член на еврејската заедница во Република Македонија и децениски активист за човекови права. И особено е подотлив соговорник на оваа тема. Добро вечер и за вас. Добро вечер и на вашите гледачи. Благодарам за поканата. Мизрахи, ја на почетокот да подсетам, вие во 2 мандати бевте и председател на еврејската заедница. Да. Во кој период беше тоа? Тоа е 1996 до 2004. Имавте многу активности и пресинг не е простор за да може ниту дел од нив да се набројат. Имаме доста други теми и прашања. Да, сигурно започнавме еден процес на осамостолување на еврејската заедница во Македонија после распадот на Југославија, jer претходно бевме во Сојуз на еврејски општини на Југославија со седиште во Белград, така да повеќето наши захтеви или прохтеви или наши однесувања зависе од таа централна куќа на Сојуз на еврејска општина. Потоа се свртевте овде во Република Македонија кон Само во одешните Република институции. Македонија. Да. 43-та година. Што всушност се случи во неколку реда? Тоа историјата го знае. Ајде да кажем за најмладите гледачи на оваа емисија. Целокупната Втора световна војна за еврејскиот народ, како и за многу други народи, е најцрниот човечки период. Посебно за еврејскиот народ во Европа даде повеќе од 6 милиона жртви во логорите на смртта, широм Европа, најголемиот број во окупирана Полска. Евреите од Македонија завршија во германскиот логор на смртта Треблинка 1943 како одраз на еден договор кој е заклучен на 22 февруари 1943 помеѓу владата на Богдан Филов, Белев, комесарот за еврејски прашања во тогашна Бугарија, и Данекер, висок представник на германската нацистичка влада по еврејски прашања. Така, до 43-та година, да подсетиме, Бугарија беше во сојуз со фашистичка Германија. Бугарија беше официјалните бугарски власти, да. Ја често пати велам, мораме да го одвоиме што е бугарски народ, што е фашистичко-нацистичка влада во Бугарија начело со цар Борис III. Секако, да. А Бугарија е во сојуз од мај месец 1941 година до капитулацијата на Бугарија во септембар со појавата на Црвената армија на бугарските граници. Тука и таму Мизрахи од време на време се забележува дека сограѓаните македонци не сториле ништо или не сториле многу во тие денови на депортацијата да ги заштитат своите сограѓани евреи. Па тоа е една од... Колку држи ова, би рекол, историска констатација во услови кога Македонија не била држава, немала своји институции, немала алатки, инструменти, тоа е прашање на сите граѓани, вклучително и на евреите. Тоа е прашање кој многу често го поставуваат, не го слушам ни прв пат, и многу често го поставуваат некои така наречени бугарски интелектуалци. Ја многу пати сум рекол да бидеш интелектуалец не значи да имаш факултетска диплома, парче папир на кој пишува одредено ниво на образование. Интелектуалец значи квалитет. Нажалост, некои така наречени интелектуалци, дури и професори на факултет во Бугарија, како контратеза го поставуваат добро бугарскиот народ Пешев, Бугарската православна црква реагира и се спречи депортацијата на евреите од старите граници на Бугарија, додека што направи македонскиот народ во спасување на своите сограѓани. Прво, прашањето е погрешно поставено, а второ, што може да направи еден народ кој е окупиран, дури и анексиран, на чија територија има и фашистичка војска, и полиција, и правен систем, да оди на монопол, да го руши монополот, привремениот камп, дури како да ја разбие она забрана на бугарските власти за забрана на движење на 11 март
во градовите Скопје, Битола и Штип. Мислам дека е тоа една теза на барање на мало оправдување за она што го направи фашистичката влада во Бугарија. Ќе посетите вие можеби на некој од нив доста примери каде што граѓаните на Скопје, на Штип и на Битола со граѓаните, нели? На евреите исто така колку можеле, како се вели, засолниле дел од луѓето и ги спасиле од депортација. Па окупиран народ по таков притисок што може да направи да ги спасат оние сограѓани, нивни комши и пријатели. И ние имаме такви во Македонија, како и широм Европа, во многу земји. Тоа се праведници, прогласени за праведници во Јад Вашем. Логото на праведничката медаља е ако спашиш еден човек, како да го спасил целиот свет. На крајот краиштата, минатата година приликом отворањето на мемориалниот центар и бискупот Секада ја доби таа медаља за спасување на 2 деца евреи од Скопје, починати од кои направил огромни напори за спречување на депортацијата на евреите од Македонија. Еве успел да спаси 2 деца кои, фала на Бога, го преживуваат војната, денеска живеат во Аргентина. Настојуваме да ги најдеме, многу тешко е тоа, ќе работиме и понатаму. Така, тие активности во рамките на еврејската заедница, тоа е дел од низините активности? Да, тоа е дел од активностите на еврејска заедница. Ја и лично се заинтересирав заради некои мои врски родбински со Аргентина да тие 2 деца ги пронајдам. Помага веројатно и меѓународната мрежа на еврејските заедници во разни земји. Не, се обраќаме директно на еврејската заедница во Буенос Ајрес и они трагаат за тие деца. Не знаеме дали воопшто се живи, сега помина 70 години. Кажете ми, тука и таму, околу, на глобално ниво, уште вирее антисемитизмот, таа фашизоидна идеја, насочена особено против еврејскиот народ? Знаете, антисемитизмот точно е во последните години, не случајно и Стокхолмската конференција 2000 година донесе одлуки да земните парципиенти направат своја национална програма во едукативниот систем за борба против ксенофобија и антисемитизам, било каква расна или верска нетрпеливост. Антисемитизмот во некои земји е во пораз и ја пресве тоа го гледам како одраз на една социјална ситуација во тие земји, така да е многу лесно да го оптужиш некој друг за своите социјални или економски проблеми, па на крајот крајчишта и политички проблеми. Така, јас нешто спомнав и во најавата дека светот глобално не извлече многу поуки од Втората светска војна и од тој прогон на евреите, нели? Уште има геноциди на разни групи, народи, етнички, дури и на просторот на бивша Југославија. Бевме сведоци, нели, за жал на геноцид по Босна, по... Знаете, ја не би го потребувал зборот геноцид. Геноцид е организирана форма на уништување на цели народи. Нажалост, на нашите балкански простори се случи една војна, неразумна војна, во која имаме илјадници, стотици илјади жртви. Ја мислам дека таа војна не е од аспект на верска и национална нетрпеливост, него од аспект на некои политички захтеви на одредени етнички групации, посебно на одредени лидери од таа војна и неразбирање другите, неприфаќање на она што го велиме развој на секој етникум или секоја групација, територија, држава со мултиетничка, дека може да се живее во таа земја неколку етникуми. Тие војни беа и одраз на некои уставни решенија во тие републики. Секој народ беше дел од создавањето на тие републики и секој народ мислеше дека со прегласување не може да се оцепува делови. Секој народ настојуваше во тоа време да живее во една своја етничка средина и затоа да терминот, ако не геноцид се разбира, но некоја ксенофобија и ден денеска вирее по светот, па дури и тука кај нас во Македонија. Еве со некои случување на микро ниво, можеби е неспоредлив примерот. Од каде таа нетрпеливост воопшто? Знаете, ксенофобија генерално потекнува од оноја што го викам непознавање на другиот. Од многуте предрасуди. Знаете, ако имате предрасуди и едукативниот систем, па и домашното воспитување и средината во која живеете, не го направиле своето, а имате при тоа и некои социјални проблеми,
економски и разни врсти на проблеми, многу лесно е да го нападнете другиот дека е крив за вашата ситуација. На среќа наша Македонија не е популацијата во Македонија не е подложна нити на антисемитски, ни, како што рековте, тие ксенофобични реакции, иако тук тамо можеме да размислуваме дали е тоа баш ксенофобија или тоа произлегува од нешто друго. Добро, терминологија, но имаше некои забелешки во извештаите на Европската комисија. Па ја колку што ги пратам тие извештаи од страна на Европската комисија, мислам дека повеќе се апелира на меѓусобно разбирање и градење на една подобра иднина во Република Македонија во таа голема фамилија наречена Европа, не толку околу некои посебни етнички реакции едни према други, затоа што Македонија од векови е мултиетничка, мултиконфесионална средина. Нажалост, во последно време приметувам лично дека имаме мало гейтоизирање, ако сакате, и во едукативниот систем, и во местата каде што живее, али едукацијата, она што е основно во разбивањето на такво нешто, би требало да го одигра своето. Доправте на некој начин до прашањето кое што туку сакав да го поставам околу тоа како Виктор Мизрахи гледа сега на поставеноста на македонското општество во овој контекст за кој вие зборувате, меѓуетничките, меѓуконфесионалните, меѓунационалните односи. Знаете, ја имам многу пати тоа речено и пред верските лидери. Меѓуконфесионалните односи се на многу добро и високо ниво, али во круговите на лидерите на тие најбројни конфесии. Ја го поставувам прашањето колку во неделните служби, во секојдневните служби, на оние службеници, а тоа е свештенството, се говори за другата религија. Знаете, ако не ја познавате другата религија, онда ќе имате предрасуди. Предрасуди кои сте ги чуле на улица или ви ги пренел некој и кои се шират. Мизрахи од соседството, простете на темата, ве прекинувам, зборува дека токму на тие мисии, не зборувам за Македонија, се разбира, во некои наши околни балкански земји, да споменам Грција, во тие мисии се шири ксенофобија и национализам. Знаете, Грција е посебен случај. Грција заради некои политички недоразбирања или лични своји проблеми, и Грчката православна црква го наметнува кај некои владици тоа прашање за етникумот македонски народ, јазик, постоење на Република Македонија. Мислам дека тука црквата се поврзува со она политика која спроведува и самата Грција. Сакав да довршам мојата мисла. Знаете, многу малце се од свештените лица во нивните мисии кога зборуваат за друг. Кога зборуваат дека сите не веруваме во еден Бог, дека сите ние имаме еден Танах, една Библија, дека сите ги почитуваме оние етнички вредности на религијата, не уби, не кради, тоа се етнички вредности на секој граѓанство, дека тоа се заедничко. Сите малце зборуваме за тоа дека монотеизмот, почувајќи од јудаизмот преку христијанството, до исламот има иста основа, дека се произлегува од јудаизмот. Имаме ист Бог кој го нарекуваме со различни имиња, се молиме на ист Бог, на свој јазик или на свој различен начин и го славиме ист Бог. Добро, на свој начин. Но токму тоа ќе се малку подолу во емисијата ќе ве прашам и за тој историскиот аспект на прогонот на евреите и од Португалија и Шпанија, малку за осветлими и некој од тој аспект, например, што е конфликтот меѓу христијанството и јудаизмот. Мене ме интересира сега да потрошиме неколку минути како годинава помина одбележувањето на 69 годишнината од депортирањето на евреите од Македонија. Имаше настани во Скопје, традиционално Битола и Штип. Битолото е традиционално настани. Секоја година 11 марен е најтажниот дел за членовите на еврејска заедница. Сите ние сме ги изгубиле собствените семејства. И за Македонија воопшто. Во геноцидот, али ја велам дека 11 март ни е осен споменот на нашите предци на една трагедија која му се дешава најнапред на македонскиот народ, не само на еврејскиот народ. И тој холокауст, ја го нарекувам не само холокауст на еврејскиот народ. Тој е холокауст на човековиот ум, на човековата раса. Знаете, организирано уништување цели народи, тоа покажува што може човечкиот ум неконтролирано до каде да не доведе. Тој меморијален центар кој го изградивме има и таа цел.
преку историјата да ја градиме нашата иднина, една подобра иднина за нашите деца, за нашето меѓусобно разбирање и за она ја што го велам дека човекот треба да се почитува заради неговите човекови вредности. Тие вредности стават на највисоко ниво, а не ради неговата етничка, верска или не знам каква политичка припадност. Се отвори минатата година ова музеот во Скопје на Холокаустот, треба да се догради, да се доврши и второто крило. Вие во тексте да течат активности 70 години до година. Да, се смета. Да, довршам само на претходното прашање. Оваа година бевме посветени од многу еврејски асоциации, од широко граѓанство во Република Македонија, од различна етничка припадност. Вообичаено одржавме еден комеморативен концерт, положивме цвеќе во Монопол во прибраниот логор, на градските гробишта во Бутел, каде што е споменот на 7144 евреи, како што рековте, македонски граѓани. Исти такви комеморации се одржа и во Битола и во Штип. Следниот ден во кој што имало широк одзив, беше присуден и израелскиот амбасадор во Република Македонија. Беа присутни раби Ендрю Бекер од Американскиот еврејски комитет. Имавме многу гости од соседните заедници, почнувајќи од Загреб, Бугарија, Грција, Босна и Херцеговина, Србија, дури и секретарот на Сојузот на европските општини во Германија, господинот Крамер, присуствуваше. Така тоа е една вообичаена комеморација преку која ние, поред оној помен за нашите родители, браќа и среќи и сестри, сакаме да го да се подсетиме на оној, како што реков, црн период на човековата раса. Едно проблемско прашање сосема накусо. Ова со денационализацијата заврши тој процес, имате добра соработка како заедница со македонските власти, со владата? Па ја можам да речам дека Македонија е единствена земја во Европа која ја реши денационализацијата од два аспекта. Аспект на она што се нарекува верска имовина, што припаѓало на синагогите еврејските општини. Нема идеално решение, али еврејската заедница знам дека е задоволна, и од аспект на она што припаѓало на евреите безправни наследници. Од тоа е формиран тој фонд во кој се гради мемориалниот центар. И како што ме прашавте, идната година, односно во текот на оваа година во јуни, тој арт центар, одна до мемориалниот центар ќе биде отворен, така да таа целина на музејски поставки ќе биде завршена. Музеот како таков, мемориалниот центар е пред све едукативен центар, има простор за и културни манифестации, на третиот спрат има еден мал амфитеатар. Така во тоа еврејско мало во некој пат каде што живееле скоро 4000 евреи ќе биде едно средиште на спомени и иднина за нашите деца. Така, навлеговме што се вели во втората декада на 21. век. Што мисли Виктор Мизрахи, до кога човештвото ќе талка по своето трагање, нели, на една еднаква рамноправност, без геноциди, без ксенофобии, без национализам? Во човековата природа по некој пат во одредени периоди се јавуваат разни црни идеи за господство на одредена раса или господство на една политичка структура или господство на една држава врз друга држава. Човекот во својот развој поминал многу лоши периоди, веројатно и во иднината ќе има војни, али не верувам дека ќе се десат такви холокаусти и геноциди како што ги донесе минатиот век. Тоа се главно производи, предпоставувам, во главите на елитите, нели, не на луѓето, на граѓаните. Јас во овој пресинг со повеќе представници на разни вери во тие ТВ интервјуа, констатацијата е главно на тоа се сведува, дека луѓето немаат проблем за меѓусебна комуникација, независно и од полот, расата, верата, нацијата, етникумот. Проблем е во лидерите, во водствата на државите. Како што рековте, и лидерите се луѓе. Така. Знаете, имаме реакции во соседните земји, посебно по однос на прашањето на постоење на македонскиот јазик, македонскиот народ, на едно вековно присуство на тој народ овде, непризнавање тој народ и раѓа проблеми. Знаете, тоа многу пати често се прави, барем некои наши соди, од така наречен лажен патриотизам. Знаете, лажен патриотизам е кога негираш еден народ.
Кога тој народ сам за себе се спознава, кој народ сам себе се нарекува, кој народ има едно вековно име, вековен јазик. Историјата на евреите е добра лекција, но спомнав и во најавата, малку се уште учи човештвото од таа лекција, од таа историја. Ајде со збор два што се вели за антисемитизм, да подсетиме од каде евреите на Балканов. Јас спомнав нешто пред тоа од Португалија и Шпанија депортирани уште 15 и 16 век. Првото еврејство, првото еврејско население на просторите на Балканот, посебно на територијата на Македонија, доаѓаат со Александар Македонски. Многу пред Александар Македонски доаѓаат како робови, воени заробеници во грчко-персиските војни. Тоа се така наречени романиоти. Најголем број на евреи доаѓаат, како што рековте, со прогонувањето од Шпанија 1492 и 1495 од Булгарија, со паѓање на Гранада, последната арапска тврдина во Шпанија, еуфоријата на христијанството, на тогашниот крал во Шпанија и неговата сопруга е христијанизација на целокупното население во Шпанија, меѓу кои на евреите. Доаѓа до тој прогон на евреите, тогашната Отоманска империја широко ги прифаќа тие евреи, се говори за негде 300.000 дека дошле на просторите на Балканот, кои се раселуваат до висина на Сава и Дунав, ние ги нарекуваме сефарди, пошто го користат тој старошпански јазик на 16 век, доека онаа групација на евреи кои живеат на север ги нарекуваме ешкенази, основно на нивниот јазик е германскиот јазик со руски и хеврејски зборови. Можеме да говориме од доаѓањето на сефардите, од евреите од Шпанија на просторите на Балканот за сефардско население на еврејство, затоа што романиотите кои говореле грчки, еврејски и хебрејски се бргу асимилираат. 1995 година почиња прогонот во Португалија, во Битула имаме една и синагога португањезе наречена, али и они многу бргу се негде во 18 век се асимилираат со евреите во Шпанија и овде провладува ладино јазик. Бара простор повеќе во некоја друга можеби пригода. Кажете ми, филмот на Дарко Митревски Трето полувреме предизвика некои контроверзии, особено еве и меѓу евреите во Македонија, еврејската заедница, не знам дали официјално реагираше, но вака тука и таму можеше да се насетат некои изјави и некои реакции и реакциите од соседна Бугарија. Знаете, зошто е толку чувствително тоа прашање? Знаете, ја со ова прашање за Холокост на македонските евреи го докажувам и укажувам повеќе од 25-30 години, од моето, да не речам, од најмала младост, многу порано, многу посебно активен бев во последните 30 години, затоа што ми беше несватливо како може една земја, една фашистичка влада и еден цар да бидат поважни од бугарскиот народ кој ги спасува бугарските евреи. Како може да биде поважно од една бугарска православна црква кој на чело со владика и Стефан. Зборувавме нешто за елитите, нели, и за луѓето, за народот и за нивните елити. Се работи за ова. Некои групации од Бугарија го негираа Холокаустот. Една од тезата беше не постои Холокаст, тоа го направија германските фашистички војски. Па таа теза пропадна. Па се појави втора теза дека они како администратори не можеле да го спречат депортацијата на македонските и тракиските евреи. Па пропадна и таа теза, па се појави сега најнова теза преку филмот на Дарко Митревски, дека Македонија со средствата од владата шири омраза према бугарскиот народ. Тоа не е теза од официјална Бугарија, тоа е од некои групации во Бугарија. Така? Па и сега и таа теза пропаѓа, затоа што еве во последните неколку денови ја запишав реакциите во самата Бугарија. Пред неколку дена е објавена книгата на господинот Румен Аврамов, се вика Спасување и пропаѓање. Промоцијата на тоа е Бугарија 1940-1944, книга која претежно во себе ги содржи архивските документи, историски факти за улогата на цар Борис и Богдан Филов во уништувањето на еврејството во Македонија и Тракија.
Пред това госпоѓа Лео Коен издаде неколку книги на оваа тема и внатре во Бугарија има една широка расправа, како што историчарот Генов, кој тврди дека бугарскиот народ е многу повеќе заслужува него што вреди царот Борис и Богдан Филов. И мислам дека одредени групации во Бугарија, смаќајќи се себе за патриоти, мислат дека преку нивните реакции тоа е патриотизам и тоа е заштита на демократска Бугарија. Не, тоа не е. Времето ќе си покаже, ќе се јават и други автори, ќе ги негираат тезите на овие тези. Историјата не може да се менува, фактите остануваат за секогаш, треба да се откријат и да им се даде вистинското светло. Јас ви благодарам. Благодарам на поканата. Пресинг од понеделник во нов термин од 17 часот и 45 минути.